Тридесеттишестгодишниот рапер беше уапсен во хотел во Манчестер под сомнение за нанесување тешки телесни повреди, пишува Унилад. Тврдење за брутален напад. Браун е обвинет за физички напад врз музичкиот продуцент Абрахам Диау во лондонскиот клуб Таре во февруари 2023 година. Според обвинението, пејачот наводно го удрил Диау неколку пати по главата со шиша. Снимките од безбедносните камери наводно го покажуваат пејачот како се нафрла врз жртвата, го удира и го клоца додека лежал на подот. Поради повредите здобиени во наводно неиспровоцираниот напад, Диау поднесе граѓанска тужба од $16 милиони против Браун. Судијата Тони Баумгартнер вчера ги измени условите за кауција на пејачот, дозволувајќи му да се врати во САД. Браун и неговиот сообвинет, 39-годишниот рапер Омололу Акинлолу, се изјаснија за невини по обвиненијата за нанесување полесни и тешки телесни повреди. R&B пејачот исто така негираше дека поседувал оружје, во овој случај шише алкохол, на јавно место во Лондон. Иако му било дозволено да се врати дома, обвинителката Хајди Стоунклиф нагласи дека условите за кауција на Браун остануваат многу строги и бројни и дека промените биле договорени во невообичаени околности. Оние кои подоцна би сакале да известуваат за тоа, не треба да сметаат дека на овие обвинети едноставно им било дозволено да се вратат во САД без пречки, рече таа. Српскиот портал Курир ексклузивно ги открива деталите од жестоката расправија меѓу Ана Николич и Горан Радкович Рале во Дубај само неколку дена по нивната тајна венчавка на Малдивите. Според сознанијата од извори кои биле на лице место, инцидентот се случил во текот на ноќта. Двајцата престојувале во луксузниот хотел Хилтон, а во Обединетите Арапски Емирати допатувале со цел Ана да сними спот за својот нов сингл Nije mi 22. По долга и бурна расправија што траела цела ноќ, Радкович утрото станал, ги собрал своите работи и сите пари и го напуштил хотелот, најверојатно заминувајќи кон Белград. Извор близок до композиторот открил дека се слушнал со Радкович, кој луд изјавил: "Пушти ја, нека цркне тамо во Дубај." На масата ја оставил само пасош, а бидејќи пејачката останала без пари, во моментот е заробена во Дубај. Дополнителен проблем представува тоа што персоналот на хотелот наводно се обидувал да ја избрка, бидејќи престојот и истекол, а таа нема средства за да ја плати собата, откако Рале ги понел сите пари со себе. Изворот на Курир не го знае точниот повод за кавката меѓу пејачката и композиторот, но очигледно станува збор за нешто сериозно, ако Радкович постапил толку грубо кон својата сопруга. Да подсетиме, Ана и Рале се венча изминатиот викенд на песочна плажа на Малдивите во интимна и тајна церемонија. Пејачката и продуцентот се венчаа на една од најубавите плажи на овој екзотичен остров, а нивното патување требаше да биде романтичен одмор, откако по бурниот период кој го помина, одлучија повторно да бидат заедно. Во чест на својот 80 годишен јубилеј, оркестерот на Македонската филхармонија одржа извонреден концерт во срцето на Виена, во легендарната златна сала на Musikverein, еден од најпрестижните концертни храмови во светот. Настапот на македонските музичари беше вистински музички спектакл која представи македонската уметност во најдобро светло пред европската публика. По диригентство на Јура Хамешаровски и со настап на истакнатите солисти Ана и Игор Дурловски, концертот понуди внимателно избран репертуар кој ги обедини делата на Глигор Смокварски и Бета Илин со 5 традиционални македонски песни во аранжман на Сони Петровски. Виенската публика, позната по својот префинет вкус, ги награди музичарите со долги аплаузи и стоечки овации. Да настапуваме токму во златната сала, каде што свиреле најголемите имиња на класичната музика, е огромна чест и признание за нашиот труд и посветеност, изјави диригентот Јерухам Шаровски по завршувањето на концертот.
Вчера се одржа промоција на новата книга на Коста Петров "Гласот во твојата глава" во издание на Издавачки центар 3. По големиот успех на неговите претходни книги, Петров се враќа на сцената со дело што ветува да ја допре најдлабоката точка во секој читател. "Гласот во твојата глава" е искрена, сурова и интимна автобиографија на гласот што секој од нас го носи во себе, гласот на стравот, сомнежот и само саботажата. Преку лични приказни и длабоки размислувања, Петров ги води читателите низ најтешката, но и најважната битка, битката со самите себе. Оваа книга не е само сведоштво, туку и покана за ослободување, прифаќање и враќање на тишината во умот. "Гласот во твојата глава" е книга што ќе ве натера да застанете, да се слушнете себе си и конечно да го запознаете гласот кој толку долго живее во вас.